Граѓаните кои живеат во руралните средини се потешко доаѓаат до основни здравствени услуги. Во голем дел од руралните места воопшто и нема општ матичен лекар, при што жителите се приморани да патуваат и по неколку километри за да добијат примарна здравствена грижа. Таков е примерот со селата во Потплачковичкиот регион, каде не работи ниту една рурална амбуланта. Не е лошо да имаме, нема. А убаво да има. Па така, не дај Боже разболеш, се одеш таму, не кеш на друго место. Па секој дупо, не е исто до тука да бидеш и доеш до 300 динара, 300 динара само таксито двата правца. Најмалце, а може и повеќе. Мизерно нема. Такси мора да чекаш, автобус нема. Автобус само за учениците. Селото е околу 1500 жители, би требало, има мали дечиња, има во селото ни расте како не е многу да се кажеме дека се иселува. Значи би требало да има за се и амбуланта и аптека. Претходно лекари и медицински персонал од Штипската болница доаѓаа за прегледи, но оваа пракса сега е укината. Градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов вели дека веќе работи на решавање на овој проблем и во блиска иднина се очекува конкретно решение. Ние работиме на еден нов план, а тоа би била една мобилна амбуланта или еден мобилен тим кој што ќе се обиде да биде присутен секаде во и подалечните населени места, за да можеме тие услуги да ги доближиме до жителите каде што еве и по неколку десетици километри се оддалечени од градот Штип, а да добијат онаа грижа која што им е потребна. Председателката на Сдруженијето на матични лекари Лилија Чолакова Дервишова во изјава за телевизија 24 вели дека проблемот е веќе елабориран, но државата мора да даде стимулативни мерки за здравствениот персонал, дури и со креирање на нови здравствени политики. Има решение за се, но потребно ни е здравствените власти да променат закони во однос на Министерство за здравство и Фондот за здравствено осигурување да промени правилници. Сите овие проблеми се лоцирани, пренесени се до првите луѓе, бидејќи долго време се сменија многу министри, се сменија многу директори на фондот, но некако слух се немаше сериозно да се премине од зборови на дела. Така да едноставно лошото менаџирање во целокупната работа донесе да луѓето, иако плаќаат здравствено осигурување, сеопфатноста, пристапноста, значи оние кои што ги имаме начела во Законот за здравствена заштита, да ги имаме само на хартија, а да не функционираат во пракса. Инаку во руралните средини, освен матичен лекар, нема ниту аптеки, па граѓаните се приморани да купуваат залихи од неопходните лекарства, а во слична состојба се речиси сите рурални општини на истокот од државата.